Ова е една аматерско работење, каде што самите си работиме, си правиме, си пуштаме инсталација, струја, вода, припрема за плочки, глетување и така натаму. Значи, ние не сме професионалци, значи све ова само укус, кој што негде сме го гледале, сме работеле, сме подработувале, сме учеле. Што значи, ако некој има забелешки, слободно нека искоментира, но нагласувам дека ние не сме професионалци, аматери, кои што самите го работиме ова за да заштедиме некоја пара. А и плюс нема многу мајстори кои што сакаат да изработат квалитетно по наша желба, туку сакаат да работат они по нивна желба. Затоа ние решивме самите да работиме. Еве сега мало презентирање. Овдека е палењето за струја. На тоа палење ќе има две палења, каде што ќе има едно работно светло, овдека горе, и кај кујната, која што треба тука да биде поставена, ќе има амбиентално светло LED, горниот дел и доле на цоклето. Понатаму исто такво амбиентално светло ќе има овдека еден мини бар, каде што ќе има 3 полици, исти антрацит, со бојата горниот дел на плотната од кујната. Може би забележувате, таму се наместени, каде што под нив ќе има LED и над нив од страните ќе дојдат две во агол зелени ленти нагоре од зеленило, вештачко, каде што ќе ги оплемениме со LED светло. Така да, од оваа дозна тука е земено, значи довод за машината за перење и еден работен штекер или усисивач, машина за перење плочки, која што работи усисивач на вода, и од тука е земено доводот за LED. Исто така од тука е однесено палењето, од таму е однесено палењето, фактички од оваа дозна до прекидачот за палење. Истото е направено и од оваа страна. Имаме довод за LED од десна страна овдека и довод за LED од лева страна овдека, бидејќи овдека имаме прозор, па горните елементи висачите ќе бидат овдека, ќе има една шееска, тука така исто една шееска ќе има. Значи, тој аспиратор го затвараме, бидејќи тука отворивме нов аспиратор. Значи, елементи, LED, горе, од доле ќе има на цоклето LED, довод пуштен до дозната, од дозната до прекидач пуштено за палењето. Фактички, палењето ќе имаме две палења, едното, како што кажавме, ќе биде работно светло, едното амбиентално, или може двете да бидат заедно пуштени работни и амбиентално светло. Овдека имаме искористено, значи стара инсталација, добра, проверена, кабел подебел, тука имаше шпоред, тој сега ќе го користиме за фрижидер. Оваа инсталација беше за бојерчето, ја искористивме за машина за садови. Од овој довод, кој што беше 3 пута 2,5, пуштивме еден работен штекер кај плотната, над машината за садови. Понатаму, овдека имаме работен штекер. Од тој работен штекер извадивме за аспиратор тука. И од таму, како што рековме, машината за садови. Во горниот дел, горе пошто имаме рамна плоча, воедно не е проблемот во рамната плоча, туку проблемот беше од комшиите, затоа што низ целата страна имаше на целата фасада бршлен до горе израснат. Бршленот направил влага и овдека се направило голем проблем. Све што беше под влага, го исчукавме, го искршивме со хилта, го синавме стариот малтер и го донесовме до оваа сосеба припрема за мачкање или сова, како што викаат грците. Тоа е нешто како гипс, но кој што има различни типови, време траењето на работење од 20 минути до 2 часа. Тоа е и за надворешна употреба и за внатрешна потреба, бидејќи брзо стега, брзо работи и може одма наредна фаза да се работи. Овде имавме
испукан еден дел, каде што тој цел дел го искршивме, пукање од движење на земјиштето. Иначе куќата е изградена многу јако, како што можете да видите, градена е со цигла, која што внатре е пунета со бетон. Секоја цигла е пунета со бетон. И на кан се гредени 25-30 сантима е дебелината на зидот. Горе може да се види каде што ни е одводот за вентилаторите. Дебела, цврста градба. 60 години куќа, ама направена многу архитектонски, проектирана, секој дел искористен максимално. Секоја чест за луѓето што е граделе, ни оставиле добра подлога за понатаму ние да работиме и да се надградиме. Воедно тука пуштивме и десетки, значи дебели цевки, уствари не е ова цевка, туку е арматура, кои се 40 до 50 сантими, искочија надвор, за да можеме да поставиме ограда или решетка на оваа страна од зидот, од прозорот поправо, бидејќи тука не сме заштитени, а од другата страна, од предната страна имаме ролетни, само овдека немавме и тука ќе се заштитиме од несакани дејани или лопови во иднина. Покрај тоа што ќе има аларми и светло, мораме и со решетка тука овој дел да го решиме кај овој прозор. Тоа е тоа за сега за ово видео. Понатаму, следната фаза, чекајте не, тука сме, ќе продолжиме.